Срамота е во Македонија да има недостиг на леб ако се знае дека во амбарите на производителите на жито во моментов има околу 10 милиони килограми се уште неоткупена пченица. Замрзнатата цена на лебот од 33 денари е исплатлива за производителите, бидејќи од 1 килограм брашно со просечна цена од 40 денари, тие во просек вадат по 3 векни леб. Но проблемот е што пекарите најверојатно не сакаат да се откажат од енормно високите екстра профити, сметаат од Асоциацијата на земјоделци на Македонија. А во овој случај мислам дека нема да изгубат преработувачите на леб со 33 денари. Сигурен сум затоа што ако погледнеме не само во Прилеп и во цела Македонија ќе дојдеме до заклучок дека цени имаме денеска кај што се продава 30 денари леб, кај што се продава 28 денари леб, тоа значи одредени компании можда калкулацијата неправилно ја пресметува. Или па обратно, мислам може сака повеќе профит да има. Нема оправдување за тоа што народот остана без леб. Мелничарите требало да бидат подготвени за ваква ситуација, а ако имаат проблем, тој треба да си го решаваат со надлежните институции, а не врз грбот на народот, посочува Стојковски и додава. А тоа што треба тие да разговара е нивно право и нормално да во меѓусобни мислам дискусии да се убедат едни со други да видат што е реалноста. Ако е реално дека треба да биде 33 денари, во случајов и 28 денари и 30, тогаш мора да прифатат таа ситуација. Ако не е реално, и владата треба да видите дали е тоа реално или не е реално. Инаку, годинава се очекува со пченица да бидат посеани 76.000 хектари, што е за 1.000 хектари повеќе од лани. А тоа било резултат на лани формираниот така наречен интервентен фонд, преку кој се надополнувала разликата, доколку откупната цена е пониска од договорената. Лани биле произведени околу 250.000 тони пченица, а годинава, со оглед на тоа што биле зголемени површините, се очекува да бидат произведени околу 280.000 тони, што би значело дека Македонија се приближувала кон нивото да не биде зависна од увозот на пченица.